Корона кривата долго време се држеше колку толку во линија. За сега целосно да се искриви по вертикала. Највисокиот данок на вирусот го плаќаат здравствените работници, а состојбата се крпи со ротации на кадри од други болници. За последните 24 часа во Скопје хоспитализирани се 35 пациенти, додека вкупниот број на лица кои се на болничко лекување е 204. Бројките не лажат и ја покажуваат вистинската слика, дека состојбата е повеќе од алармантна. И министерот за здравство призна дека здравствениот систем едва го држи товарот на епидемијата. Клиниките се оптоварени, дел од здравствените работници навистина изморени после 4-месечна борба со коронавирусот. Состојбата на сите оделенија бара постојан надзор и реорганизација на работата. Целиот фокус во овие изминати денови го насочивме кон клиничкиот дел и менеджментот на пациенти во периодот кој што е пред нас. Во оваа фаза од епидемијата мора да се организираме и да се подготвиме за целосно амортизирање на напливот на пациенти. За разлика од министерот кој повторно смирува дека ја има состојбата под контрола, првиот човек на Центарот за јавно здравје Арвен Зибери со поинакви зборови ја дефинира ситуацијата во здравствениот систем. Сега се наоѓаме во една ненормална ситуација, во една вонредна ситуација кај што секој кој што ќе помага, ќе биде добродојдено и секоја помош е добродојдена за да можеме да излеземе побрзо од оваа ситуација и да можеме на сите луѓе кои што имаат потреба од болничко лекување да им се спружи помош. Зибери во разговор за Алфа вели дека вториот бран бил очекуван, но не и високите бројки. На прашањето доколку продолжат овие бројки, како ќе се справи здравствениот систем со епидемијата, тој вели дека ќе се потпрат на лекарите од натрешноста, кои ќе мора да знаат како да се справат со болеста. Јас не се согласувам со тоа дека лекарите кои што идат од другите градови дека не може да се сносат со ова реалност или со ова ситуација, зашто пред се јас кажав дека сите лекари што се лекари можат и сигурен сум, убеден сум дека може да помагат. Верувам дека лекари не може да помагат. Нормално им треба обука. Сепак, долгогодишни авторитети во медицината се сомничави дека сите лекари без оглед на специјалноста се способни да се справат со пандемијата. Микробиологот Никола Пановски пред Вадена за Алфа изрази сомнеш дека лекарите од натрешноста кои доаѓаат на испомош во Скопје немаат доволно стручност да се справат со ковид позитивни пациенти.